Утре точно напладне на фудбалското игралиште покрај Масалница силите ќе ги одмерат женскиот фудбалски клуб Младост и ДНС и женскиот фудбалски клуб Кочани. Локалното дерби се игра во рамките на четвртото коло на првата женска фудбалска лига на Македонија и тоа како увертира на историскиот дуел на актуелниот шампион против лидерот на табелата Скопски Драгон. Оризарки годинава имаат екипа со скромни амбиции, но кога е во прашање локалното дерби и создаденото ривалство, тогаш се е можно. Мотивацијата кај фудбалерките е максимална, а желбата за докажување и победа силна. Оризарки ќе имаат предноста на домашен терен плюс публиката. На дербито се чини најтешко ќе биде на Анета Георгиева, која во зимскиот преоден рок помина од Младост и ДНС во Кочани, па сега практично ќе игра против своите. Тој податок, како и можноста да се види формата на кочанчанки пред одлучувачкиот надпревар против Драгон, се доволна причина љубителите на женскиот фудбал од Оризар и од Кочани да го проследат локалното дерби и да уживаат во мајсториите на најдобрите фудбалерки во Македонија. Нашата екипа спремно го дочекува овој надпревар. Немаме повредени играчи, значи здравствената состојба кај сите играчи е на задоволително ниво. Се надеваме дека ќе прикажеме добра и ефикасна игра и дека женскиот фудбалски клуб Кочани ќе ги освои 3 бода, со што уште помотивирано ќе го дочека надпреварот кој што предстои на 28 март 2015 година, а тоа е надпреварот кој што ќе одлучува за шампионската титула со екипата на женскиот фудбалски клуб Драгон од Скопје. Да подсетиме дека пред година и пол единствено Младост и ДНС успеа да го победи Кочани на патот кон шампионската титула, која во првенството 2013-2014 година кочанчанки ја освоија. Затоа утре напладне да се биде на стадионот покрај Масалница е повеќе од предизвик.